Почитувани гледачи, јас сум Ивана Ангелеска, ова се вестите на Слободна Македонија. Во денешните вести, кои што власта не сака да ги знаете, ќе гледате. Отпорот за јакнување низ целата земја, судири со полицијата во Штип, постигнат е договор за надминување на политичката криза, протест пред Министерството за финансии, расте буџетскиот дефицит поради владиното трошење на изборите, мизерни 100 милиони евра странски инвестиции во 2012 година. Отпорот ги продолжи своите активности. Во внатрешноста имаше повеќе протести во Кочани, Прилеп и други градови. Председателот на СРСМ Бранко Црвенковски ги посети Чаир и Бутел. Секретарот на СРСМ Андреј Петров ги посети Бидолчани, додека пак подпредседателката на СРСМ Ана Павловска-Данева оствари средба со поддржувачите на отпорот во Демирхисар. Полициска бруталност во Штип. Поддржаниот протест пред подрачната единица за фондот за здравство, првите луѓе на општинската организација на СРСМ во Штип, Владимир Милошев, Боро Цеков, Здравко Коцев и пратеничката Билјана Казанџиска беа повикани на информативен разговор во полицијата. Отпорашите се собраа пред полицијата да им дадат поддршка на своите представници. Но, повиканите на информативниот разговор беа пречекани од кордон полицајци со штитови и пендреци. На мирен протест полицајците возвратија со невидена бруталност. Сите партии се враќаат во парламентот и ќе учествуваат на локалните избори, а до септември и двете страни се обврзаа да постигнат договор за предвремени парламентарни избори. Се согласија да се формира независна комисија која што ќе ги утврди причините за инцидентите од 24 декември минатата година. Ќе се направат и потребните реформи на изборниот законник веднаш по локалните избори. Филе изнудил и договор за зголемување на слободата на медиумите, како и продолжување на разговорите со ЗНМ. Денешната средба помеѓу представниците на политичкиот македонски врв и еврокомесарот Филе покажа дека и непопусливиот Груевски сепак знае да попушти. Утринава поддржувачите на отпорот протестираа пред Министерството за финансии. На протестот подпредседателот на СРСМ Зоран Јовановски истакна дека власта во парламентот изгаси се. Го прекрши уставот, законот, деловникот за работа, само заради планот за штедење предложен од страна на СРСМ. Планот за штедење ги загрози интересите на оваа влада за натамошно задолжување и трошење. Јовановски истакна дека она што се случи на 24 декември всушност се случи само за пари и тоа за многу пари. Пари кои на оваа власт и користат како инструмент за некаква поддршка од страна на јавноста. Буџетската дупка е во јануари е двојно поголема од минатата година и изнесува речиси неверојатни 50 милиони евра, покажуваат поратоците на Народна банка. Дефицитот се зголемува во време кога власта засилено троши повеќе пари за промоција и пропагандни активности, што според економските аналитичари може да ја доведат земјата во нова потреба од задолжување. Според професор Ванчо Узунов, последиците од сето ова ќе се почувствуваат кон крајот на оваа година, кога власта ќе остане без пари и ќе мора да прави ребаланс на буџетот. Македонија го забележа најслабиот прилив на странски инвестиции во последните 10 години. Лани во земјава влегле само 105 милиони евра, објави Народна банка. Овој поразителен резултат доаѓа во годината во која владата назначи нови економски промотори и потроши милиони евра на промоции, реклами и роудшоа на премиерот и министрите, но очигледно без никаков резултат. Во исто време, невработеноста и сиромаштијата остануваат на високо ниво, што дополнително покажува дека оваа сума на инвестиции не е доволна, особено ако се спореди со високите трошоци за привлекување на инвеститорите.